сега ќе го започнеме и разговорот со нашиот гостин, со кого ќе позборуваме за борењето. Тука заедно со нас е тренерот на боричкиот клуб Неготино од Неготино, господинот Јане Мелов. Мелов, добро ни дојде по втор пат во утро. Добро ве најдов и поздрав до гледачите на телевизија КТВ. Благодариме многу што се одзвавте на поканата, а поводот ни е убав. Во текот на вчерашниот ден се одржа 11-тиот поред меморијален турнир посветен на Јован Димитров, борач исто така во боричкиот клуб Неготино. Ајде да кажеме нешто збор-два за меморијалниот, па после ќе говориме и на други теми. Да, како што рековте, се извинувам, меморијалниот турнир Јован Димитров се одржува по 11 пат во чест на нашиот сограѓанин, исто борач Јован Димитров, кој несречно загина во конфликтот 91 година. И во негова чест секоја година го одржуваме тој турнир, почнувајќи од 2012, мал период за време короната 2021 не го одржувавме заради познатите настани. Короната што беше во нашата држава и така сега повторно се вративме. Имавме различни концепти. Ова година пак се вративме на стариот концепт отворен турнир. Да учествуваат со обележување први на спомен бистата, со положување на свежо цвеќе. Фамилијата одиме со фамилијата и постарите борачи, исто и другите клубови на споменикот, кај што е вечното почивалиште на Јован Димитров, положуваме свежо цвеќе и се пресечеме на неговото дело и така. Добро, после тоа се продолжува нели во спортската сала Јасмин? Да. Тоест младост. Младост, да, во големата сала. И таму се одржува турнирот. Оваа година присуствува 9 клуба од нашата држава. Во пионерска, U15, U17 и U20 категоријата во старосните категории. Така, имаше доста учесници, се поделија доста медали, пехари. Да, имаше околу 50 деца што дојдоа на нашиот турнир. Малку, оваа година може малце помалку беа, пошто сега се припремите за Балканското првенство, исто U15, U17 и U20, кој ќе се одржи сега од 3 до 6 октомври во Скопје, во салата Борис Трајковски. Еве ги покануваме сите гледачи да дојдат да гледат борење. И така имавме малку помала посетеност, али се одржавме турнирот. Беше убаво и така. Добро, значи турнирот заврши, на Балканско рековте на припреми имате веќе двајца борачи, да. Двајца борачи. Балканското ќе се одржи во Скопје, а припремите каде се одржуваат? Припремите се одржуваат во Штип. За сите категории, таму се една недела дечките. Ние од нашиот клуб имаме двајца представници. Во машка конкуренција е Иван Јовановски до 60 килограми, во старосна граница U17 и Стефани Николова, девојчето. Девојче од Марена? Од Марена, да. Точно, тај ќе се бори во категорија U20 до 72 килограми. Така, што очекувате за Балканското? Ќе имаме ли медали? Како се спремни кондициони? Целина Македонија ќе освои секако медали, ја мислам дека ќе има и тоа добри повеќе медали. За нашите борачи конкретно ќе кажам дека Стефанија ќе има освоено второ место на Балканското, ама тоа беше пред 2 години во категорија кадети. Сега е прв пат наставува во U20 и ќе видиме како ќе се Ова е трето учество веќе на Балканијада и ќе видиме како ќе биде во таа почнува нејзините бори почнуваат во сабота тек на 5. Така. Значи оваа сабота Скопје ќе биде во знакот на борење. Од 3 до 4 почињаат борбите до недела. Траат сите борби. Така, значи цела недела фактички има. Цела недела. Од четвртак почиња, да. Меѓето е во среда вечерто и после од четврток сабајето почињаат борбите цела недела, до недела. Така, до недела значи ќе има борби во Скопје, кој е љубител може да оди да гледа. Сите се поканети. Да гледа борење. Кажи ми тековно клубот во Неготино, што се има направено во текот на оваа година, што се плановите за освен Балканското, еве до крајот на годината едно резиме да направиме? Почетокот на годината секогаш е резервиран за државните првенства во сите категории старосни.
почнувајќи од U15, 17, U20, U23 тоа се помлади сениори и сениорите. Точно, таму зедовме учество на сите турнири. Тие беа од јануар месец до мај се одржуваат. Освоивме ли нешто таму? Па, освоивме. Стефан е наша државна првенка во сите категории. Таа учествуваше на U20 прва беше, на U23 прва и во сениорска конкуренција беше пак исто така прва. Како што реков, во категоријата 73 килограми. И имавме, освоивме и медали на U15, таму освоивме, мислам дека Зоран освои трето место, Зоран Филипов, на U17 Лазар Стојанов на 110, и тој од Сопот. Од Сопот, да знаат гледачи од Кавадарци. Да, дека имаме и кавадаречки деца кои се доста успешни. Да, тие се членови оддавна во нашиот клуб. И во исто така и на U20 Иван Јовановски се натпреваруваше претходно и на U17 го освои петото место и сега на државното исто пак беше пети, тоа тие се нашите успеси, малку скромни, ама добри. Да, како за еден помал клуб. Па Стефан има веќе државен првак во 3 категории старосни. Така. Добро, тоа е за државното, рековме. Друго што имавте надпреварување во текот на годината? Бевме поканати на неколку турнири во текот на изминатата пролет и лето, може да се каже. Бевме на еден меморијален турнир во Прилеп за Љупче Црвенковски, исто така наш бивш борач и судија. Во негова чест се одржува турнир во Прилеп. Таму зедовме учество. Имавме и таму добри резултати. После бевме на турнирот во Кочани. Таму беше, поминавме исто така добро. Како овде, тие се меморијални турнири, учествуваат од сите клубови по некои борачи. Важно е дечките да имаат борби, со борбите повеќе се напредува во борењето и на крај бевме и во Карвинци, таму има еден клуб во општина Карвинци. Се извинувам, 2 клуба има. И борачки клуб Карвинци, и борачки клуб Киро Ристов, тоа е најмлад клуб што се формира пред 2-3 години и така бевме таму еден турнир, обележавме, тоа беше за мислам за Спасов ден го прават тие, тој има патрон на општината и бевме таму поканети, бевме гости, освоивме таму две први уствари и едно трето место. Супер беше и така. Сега се спремаме, се спремаме за наредните турнири, за 2 недели сме поканети во Велес да одиме на меморијален турнир. БК Борец е домаќин на турнирот за Листон, се вика, тој е борач Љупчо Николовски Листон, бивши борач, исто во негова чест се прави турнирот во Велес. Така, и сега после Балкансково, што е следно? Па, како што реков сега, меморијални турнири, че учествуваме уште, имаме покани за во Радовиш, че има турнир, и во Штип, че има турнир, и мислам дека во Скопје треба да има еден турнир. Вадар го организира тој во 13 ноември тие денот на Скопје, и најверојатно мислам дека и Тефис ќе направи турнир, и таму ќе ни поканат сигурно. Ние се покануваме на сите турнири, се учествуваме на сите турнири. Така и треба да се учествува на сите турнири, затоа што тоа е фактички еден вид и пракса на самите. Така е. На самите борачи. Колку е интересот оваа година од децата за да се приклучат на овој спорт? Добро, сега Малце е специфичен спорт. Борењето е тежок спорт, еден од најтешките, можеби и најтежок. И децата кога ќе дојдат на ткање за тренинг, кога ќе видат дека е малце потешко, се откажуваат, но тоа не треба да биде така, треба да бидат упорни, затоа што после совладувањето на нашиот спорт не се многу добри и може да придонесат и во другите спортови, можат да учествуваат и се треба да пробаат и да видат дека борењето е племенит спорт, благороден, нема грубости, не знам, може би родителите се плашат дека има многу груп, спортот не е груп, значи нашиот спорт е повеќе технички и нема да имат проблем од страна на повреди. Сега спортот си е спорт, во секој спорт има повреди, ама борењето не е груп спорт, во секој случај е племенит и благороден спорт, што треба сите да пробат, да тренираат, да ги пушат децата да тренираат и да видат што може да направат тие во тој спорт. Така е. Значи, доста интересен спорт. Минатиот пат кога гостувавте во Утро ве прашав, ви сега ќе ве прашам,
Како размислувате за отварање на, да се проширите малци во Кавадарци? Пошто Кавадарци, нема, да речам, таков клуб. Нема. Јас сум размислувал, пред одредено време да разговараме со челните луѓе во општина Кавадарци, да видиме ако може да направиме да почнеме да има некој старт, да направиме ако треба пробно нешто, некоја секција за борење, да видиме каков ќе биде одзивот, а ја мислам во Кавадарци ќе биде голем одзивот, пошто Кавадарци е еден од најспортските градови во Македонија и има, гледајќи ги другите спортови, има многу во првата лига е фудбал, ракомет, кошарка, има добро джудо, борилачките вештини му се на нив повеќе насочени во каратето и джудото, па да пробаме со борење, можеби ќе, јас мислам дека ќе биде многу успешно тоа. Кавадарци е спортски град. Така е. Да се надеваме дека ќе го остварите тоа како идеја. Се надеваме, ќе пробаме. Да, и дека ќе излезат доста интересни, доста квалитетни борачи во секој случај. Тоа е најбитно. Ова не можеби, ајде да одиме на резултат сега одма. Добро е младите децата да се занимаваат со спорт. Значи, што повеќе се занимаваат со спорт, тоа е подобро за нив, за нивното здравје и така натаму. Така е. Јас ти благодарам што беше дел од утро, што споделивме информации што се случуваше изминатиот период и што понатаму. Ви посакувам многу успех на Балканско. Јас сум сигурна дека ќе се вратите со барем од тие најдобрите прво, второ или трето место. Се надеваме дека ќе биде. Затоа што имате квалитетни борачи кои ќе бидат дел од Балканското. Па зашто да не борачки клуб Неготино да не освои да има балкански прваки оваа година? Се надеваме. Се надеваме. Можеби и во женска конкуренција. Во женска, да, таму е Таму се најаки. Таму сме најаки и се надеваме дека ќе освоиме некој медал. Во женска конкуренција мислам дека ќе има медали, ама пак. Оставаме на Стефани да видиме што ќе направи. Стефани и другите нејзини колешки од репрезентацијата. Така, од репрезентација да, меѓутоа сепак ние си навиваме за нашето тука. Од овој регион и би сакале да го донесе златото. Зашто да не? Зашто да не, да. Може. Благодарам уште еднаш што бевте дел од утро. Благодарам и на вас. Ќе ве следиме тековно, па ќе ги информираме гледачите што се случило понатаму и што сте направиле на Балканско.